Како што сте веќе информирани, денес на дневен ред е седмицата за поставување советнички прашања. Градоначалникот Гоце Трајановски во последната прилика кога можеше да дискутира за загадувањето во Скопје на седницата на дневен ред ја избегна таа можност. Како што сте и самите свесни, постојано во јавноста исто така секојдневно ја избегнува било која прилика да дискутира за загадувањето на амбиенталниот воздух во Скопје. Поканата за одржување на вонредна седница исто така беше избегната од страна на градоначалникот. И затоа денес ние одлучивме ова седница советнички прашања да биде тематска и да биде врзана исклучиво и само со прашања кои што се однесуваат на загадувањето на амбиенталниот воздух во Скопје. До сегашните превземени мерки ги сметаме за недоволни. Ангажманот на градоначалникот го сметаме за несоодветен, а за советничката група на СДСМ и Сојузот за едината ова прашање и натаму останува прашање од врвен приоритет, бидејќи е доведено до ниво на елементарна непогода. Затоа сметаме дека иако денес не можеме да понудиме заклучоци на оваа седница, исклучително важно е градоначалникот да одговори на сите поединечни прашања кои што ќе му бидат поставени од советниците на град Скопје. А тоа е, дали има намера да воспостави вонреден режим на сообраќајот во Скопје, каде централното градско подрачје сосем би било исклучено за моторните возила и тешките товарни возила, односно каде би се случувало само да се одвива сообраќај за јавниот градски превоз. Понатаму, дали има намера подитно да стопира градежната активност на подрачјето на централниот дел од Скопје. Понатаму, исто така, дали има намера како прв и најодговорен да го свика координативното тело како негов раговодител и кризниот штаб кој што ќе предложат други соодветни мерки. Понатаму, дали има намера да воведе итна забрана за проширување на урбанистичката линија на водно и низа други мерки кои што можат да бидат превземени. Исто така сметаме дека е несоодветно да се потпира само на апели, туку навистина во пракса треба да профункционираат и досега споменуваните мерки, а тоа е забрана за движењето на тешки товарни возила. Да речеме, една од мерките би можела да биде распустот да се помери во Скопје, заради тоа што навистина сметаме дека последиците од ова што се случува во град Скопје се несогледливи. Денес ве поканувам да останете на седницата и конечно да го слушнеме градоначалникот на град Скопје, господинот Гоце Трајановски, што ќе одговори на сите овие прашања. Ви благодарам.